оброкот на денот во нашата утринска. Татјана Павлова, денеска познат нутриционист, редовна наша гостинка, која што верувам дека ќе ми направи убави рецепти, убави идеи, ќе зборувам и за постењето како такво. Ме следите? Микрофонот ми беше на джеп, така да после паузата не го вратив каде што треба. Добро, Тања, добре дојде. Добро ве најдов. Ти благодарам за одвоеното време, секогаш е убаво кога си нели присутна во овој дел во оброкот, па и генерално во утринската, знаеме да зборуваме за многу интересни актуелни теми поврзани со здравјето, нели, со начинот на исхрана и така натаму. Верувам ќе уживаат во она што денеска ќе го приготвиме како идеја исто така за овие денови каде што нели повеќето постат, а исто така и со оние совети кои што планирам да ми ги кажеш, нели, поврзани со нели постењето, колку тоа е добро, кој треба да пости, па ќе се задржиме и колку постењето може да влијае во нели килограмите, па ете тоа да биде причина, нели, за прочистување што викаме. Па да, се повеќе е тренд да се пости, мислејќи дека ќе ги намалиме килограмите. Меѓутоа, тука би рекла дека клучна улога игра изборот на намирници. Доколку постиме онака како што сме постеле во минатото или некои ставови дека првата недела треба да биде на лепи вода или да се користат повеќе јаглени хидрати, како што се макарони, палента, буквално белиот леп, тоа е нешто што многу почесто во минатото не било како избор во постните трпези. Јас би рекла дека малку тука се лажеме дека би намалиле килограми. Како што кажав, клучен е изборот на намирници. Дали се јаглени хидрати, дали се протеини, дали се масти, треба да биде правилно избалансиран секој оброк и ниту еден макронутриент да не му недостасува на телото. Добро. Ќе напоменам категорија која што треба да внимава со постот, тоа се бремените жени нормално, меѓутоа тука особено дека апелирам до диабетичарите. Лично јас сметам дека кај нив не е потребно практикување на постот или доколку се практикува да се внимава многу на калорискиот внес и на вистинскиот избор на намирници. Па ајде да видиме, неколку пати ги спомнав вистински избор, кој е тој вистински избор? Кога веќе тргнуваме од јаглените хидрати, тоа да бидат целозрнестите житарки, значи и да правиме избор, да биде ржано, брашно, јачменово, значи сите оние брашна кои што велиме дека влегуваат во категорија на интегрални брашна, исто така и нивните производи, како што се макарони, шпагети и така натаму. После тоа тука ни се здравиот избор на масти. Во текот на постите најчесто треба да ни биде од целите плодови, ете авокадото ќе го спомнам како исклучителен извор на масти. Би ги спомнала јаткастите плодови, би ги спомнала сите видови семиња кои што си ги користиме во оние актуелни увесни каши, така натаму. И без овошјето и зеленчукот никако постот не сме да ни помине, бидејќи не случајно и постите ни се напролет, кога природата се буди, кога нашето тело веќе преминува од зимска храна, значи од она потешка, храна ќе ја речем што дава повеќе енергија, помасна храна, после најразличните слави и собиранки, после празниците, не случајно велиме ајде да го припремиме телото, да го исчистиме прво и да го припремиме за лето. За летото, жешкото, каде што малку треба нели да го растеретиме. Па и самата потреба, самото тело тогаш си бара полесна храна, не велам, значи тогаш треба мастите да бидат застапени, не треба да правиме самостојно елиминација на одредени намирници, но самото тело си бара посвежа и полесна храна. Да, но самото постење предизвикува стрес во организмот, да речеме кога ќе ги тие намирници кои што не биле секојдневни тргнеме? Па не случајно, ако го гледаме православието, бидејќи овој христијански пост, да ќе речеме, е врз основа на христијанството. Пред да почнеме со постењето, нашата вера, значи, практикува и постепено откажување од некои намирници. 2 недели пред постот, нашето тело треба да се подготви. Имаме седмица кај што имаме откажување од млечни производи и млеко и седмица каде што се откажува месото и месните преработки. За постепено телото да се навикне, за да не му дојде буквално, особено првата седмица од Великденскиот пост, велиме строго без масло, да не дојде како шок на организмот.
постот можам само да апелирам да го прифатиме како еден природен начин да направиме детокс на телото. Постот не се сложувам дека треба да биде долготраен начин на исхрана. Не случајно се рекло 40 на дена и сосема му е доволно на телото. Или пак, меѓутоа, тука е индивидуалниот пристап. На некој човек доволно му е само една недела постење. Се останато му представува шок и проблем. Меѓутоа, некој може да издржи 40 дена, постојат истражувања каде што се вели дека на овој начин исхрана и до 100 дена може човековото тело да издржи. А треба некакви испитувања пред да се направи? Се те прашам најразлични прашања, Да. се со цел нашите гледачи, односно сите оние кои што и ќе се одлучат за постење да го издржат до сам крај и сето тоа да не влијае на нивното здраве. Дали пред постење се препорачува да речеме анализи на крв и така натаму? Тоа се индивидуално, особено популација. Да видиш до каде си, што си, може нешто фали во телото, нели? така да. Точно. Би требало, например, ако некој се соочува со анемија, тука малку треба да се внимава, бидејќи сепак ова е некој вид веганска исхрана. Повеќе сме на исхрана од растително потекло. Не дека не може да се апсорбира железото, меѓутоа најдобра апсорбција нашето тело има преку исхраната од животинско потекло. Поради тоа на таква популација малку е тешко да им ги тргнеме месото, јајцата, сите оние извори на железо, кој што ги има преку храната. Ајде да видиме како да искомбинираме ни еден правилен оброк. Всушност, што е проблемот? Зошто некогаш чувствуваме епизоди на глад во текот на постењето? Тоа е затоа што бираме намирници кои што имаат висок гликемиски индекс. За ова сме разговарале, гликемискиот индекс многу често е разговаран во вашите емисии. Тоа е брзината со која што шеќерот во крвта се качува после секој оброк. Доколку консумираме намирници кои што имаат повисок гликемиски индекс, тие флуктуации ќе бидат побрзи. Значи, брзо ќе се качи, многу брзо ќе се симне. И таа флуктуација всушност во нашето тело предизвикува брз глад. И велиме еден оброк да содржи се. Денеска некои едноставни оброци ќе се потрудам попросто малку, меѓутоа да доловам како треба да изгледа еден оброк. Првенствено одбрав макарони, мислам дека се доста застапени во постите, како извор на јаглен хидрат. После тоа како извор на протеини, што може да не биде од растително потекло, тука ни се мешунките, тука ни се крстоцветните зеленчуци како што се брокула и карфиол, печурките кои што денеска ги одбрав и секако јаткастите плодови. Па денеска ќе направам некоја мала оброк салат или би рекла макарони со динстани печурки и нама со диндиски ореви и варена тиквичка. Значи, се што му треба на телото. Извор на јаглен хидрат, протеини, здрави масти и протеини добиваме од индиските ореви и секако минерали или тиквичката е нискокалорична намирница која што ќе ни го држи стабилен шеќерот во крвта после оброкот. Значи, нема брзо да огладне. Добро. Ете така, значи можам печурките да ги измешам. И сега ќе ми треба малку блендер. Добро. Слободно кажувај каде можам да помогнам. Тука имаме одстојани индиски ореви, околу 100 грама, колку што е едно пакување, и варена тиквичка, значи само варена во вода и сол. Добро. Вода треба да додадеме? Не, мислам дека нема потреба, ќе видиме во текот на блендирањето, сол да се додаде и тука може да се додаде зачим по вкус. Најдобро е сега малку сол да додадеме. И може зачим по вкус, може кари, може куркума, може бибер, кој што сака. Гледате сол некаде? Еве, ова е бибер, шарен. Добро, ако немаме, може и куркума малку и бојата да ја смениме. Добро. А солот, колегите, очигледно за нивниот оброк во канцеларија го земале. Добро, дополнително ќе се додаде. Па и без сол, кој може така, здраво. секако кај популација со бубрежни заболувања и кај хипертензија препорачуваме солта одма сум да јас се... наодлив. Ако нема без сол, па и без сол може. Добро, мислам дека имаме една фина структура со која што можеме да ги повелим. Ова може и малку поситно да излезе, меѓутоа сепак доволна е и добра и оваа структура.
Јас да видам. Да тестирам структурама. Добро. Фали сол. Да. Сол фали. Меѓутоа индискиот орев сам по себе, нели, тој е составен дел не само на солените и на сладките оброци. Сега, ова може и додека самите макарони крчкаат заедно со печурките, може и тогаш да се додаде па да се создаде една убава густина и поубава смеса. Значи, сето ова да се користи како сос, меѓутоа може само и како додаток на овој оброк. Исто така овој намаз можеме да го користиме и со други, како што се крекери, како што е леп и така натаму, во тортилја може да ни служи. Што би сакала да напоменам во текот на постите? Оброкот да не го започнуваме без салата. Зошто? Бидејќи во овошјето и зеленчукот се содржат тие моќни диетални влакна кои што велиме дека подолго време се задржуваат во дигестивниот систем, подолго време не држат сити и повторно ние епизоди на глад не ги намалуваат. И најдобро е зошто? Значи прво да се консумира салата, па да се консумираат јаглените хидрати и протеините, бидејќи живата храна ги активира ензимите во нашиот дигестивен систем, автоматски ни создава подлога за полесна дигестија на останатиот дел од оброкот. Па јас денеска одбрав некои од сезонските пролетни зеленчуци. Добро. Значи имаме мешан зеленчук и роквичките. Значи во овој период исто така се уште ни се достапни и кртолестите зеленчуци како што е цвеклото, младиот морков, компирот не смееме да го избегнеме, меѓутоа во постите знаеме да претераме со консумација на варен компир или пржен. Да, што е пострашно. Не, па така велиме, ај посно е, ништо нема да биде, меѓутоа сакам да напоменам дека пржената храна секогаш е калориски погуста и значи додаваме многу повеќе калории од она што ни е потребно нас во текот на денот. Лупалкава нешто не изгледа таа што на кое што треба да свериме. Не е на таа на кое што сме навикнати, но нема проблем. Така да, од прилика еден оброк би требало вака да изгледа. Ова е идеален оброк кој што можеме да го користиме и за појадок и за ручек. Малку не сме ние некако, нас не е тоа специфично кога станува збор за оброк, секогаш сме свртани кон некоја посладка, поблага варијанта, па поради тоа овесните каши и целозрнестите житарки варени секогаш практикуваме да ни бидат дел од појадокот, меѓутоа не е лошо да си ги смениме навиките и зеленчукот се повеќе да го вметнуваме во појадоците. Значи велам секогаш зеленчук да има за секој оброк, дури и за вечера, која ќе речеме полесна да е, но секако зеленчукот треба да биде составен дел. Ајде нешто благо да правиме. Да, овдека може да си се додаде по желба, така, оставам тоа на крај, меѓутоа чисто како предлог дадов. Најпрво салата, после тоа идат протеини, јаглехидрати и масти. Добро. Ајде малку благо да правиме, да. Ова е еден начин како морковот повеќе да го вклучиме во исхраната, особено децата не се некои љубители, да, така. Можам да го мислам горе кога ќе качам нели после емисија со колегиве, обично така е. Денеска правевме, блакси има што со морков. Па не знам дали сте приметиле морковот и во салата кога се јаде дека има малку сладо на вкус. Да. Морковот и тоа како јас лично го препорачувам да биде наместо јаболко некогаш и да изгрицкаме морков. Така. Ке го добиеме истиот ефект, дури пред вежбање го препорачуваме затоа што има доволно јаглени хидрати кои што ќе ни дадат енергија и така натаму. Ова е убаво исецкан во сецко морковче, значи имаме околу 80 грама мелени бадеми, исто толку оревчиња. И ова е енергетска бомба. Да, бога. Така. Кокос. Така, да има помалца. Ако ни е потребно повеќе, ќе додадеме. Тука може да се додаде некое суво овошје, но бидејќи имам односно блендирани урми, кои што ќе ги искористам како засладувач сега, не би додавала повеќе овошје. Добро, колку урми од прилика по желба? Овдека иде, значи што правиме? Ова се урми одстојани во вода изблендирани и оваа паста од урми најчесто може да стои 7 до 10 дена во фрижидер и јас ја користам буквално како засладувач. Препорачаната доза за
овој колач со околу 3 лажици од оваа паста, меѓутоа ајде ќе видиме како ќе ни се помеша структурата. Добро, еве ти. Да, сега само прво да пробам со... Опа. Мислам дека ќе сака повеќе. Тука сум, ако треба, нели Ќе додадеш. Ќе додадам, така е. Ајде, јас ќе фатам со ракавица, ти додаде ми уште една лажица урми. За побрзо да оди. Само тука. Добро, доста. И ќе испаднат бомбици И од ќе ова. испаднат бомбици, да, кои Добро, што ништо можеме... друго се додава? Ништо друго. Ништо, Значи, буквално освен на не е суво потребно, овошје, да. ако сакаме чисто ради. Суво овошје заради вкусот. Значи, овдека може цимет само, ај ќе те замолам, мислам дека видов некаде цимет. Каде? Мислам дека позади имаме цимет. Ќе бараме сега. Добро. Чекај да се земам све напред. Да не вртиме грб на камера. Чудари, чудари. Чекај. Мислам дека ова беше. Каде? Не. Не. Ако нема цимет, може и без цимет. Многу сме практични денеска, значи да тя без сол, без цимет. Ако нема, Добро, тоа се све подобрувачи на вкусови. Јасно. Само може... ама добро, некогаш знае да снема. Така е. Зачини се опрашани. И ајде да направиме неколку бомбици, да видиме како сето тоа Најдов цимет, изгледа. не може да нема во оваа Добро, куќа. одлично. Значи само солта може би сме скрина намерно, пошто не е здраво, не? Да, да, ето Иначе, така. да ставам из цела? Слободно, да. Така измешам. Колку? Ставе. Добро. Така. И одма е по друго. Ете, структурата ни е одлична. Значи, изобилие на антиоксиданти, здрави масти, без печење, без ништо. Брзо, едноставно. И ова може да се користи како десерт. Ја би додал Секако. малку црна чоколада. Добро? Тоа е јас. Не, тоа си е тоа е една од опциите. Баш Фино ме изгледа, интересира, изгледа одлично, ме интересира вкусот и морам Слободно, одма пробувам. слободно, да. Заради морковот. Ајде. До сега не си пробал колачи со морков? Не ми текнува. Во оваа кујната тема не све сум пробал. Така да, и тоа што не сум мислел дека ќе пробам. Ама се за работата ти. Па сега. Како и да е, меѓутоа, Но ништо не било лошо. да. Може би нешто не ми е секојдневно, нели? Па ќе останам само на овде да го пробам, но од друга страна убаво е, нели? Може би нешто ќе откриеш што Така. ќе ти годи. Одлично е, не се Па. приметува морковот, а ќе споменеме дека е многу корисен и треба многу да се конзумира. Значи, морковот содржи природен, односно содржи бета-каротин, кој што на природен начин во нашето тело се трансферира во витамин А и исклучително го препорачувам. Дали во салати, дали вака во одредени сладки и што е нешто значајно за тој витамин А нас да ни биде подостапен, потребно му е масна средина, односно се раствара во масти. Овој пат што направивме, значи имаме и бадеми, имаме и ореви кои што секако содржат значителна количина на масти. Ни подпомогна да бета-каротенот, односно витаминот А, полесно нашето тело го абсорбира. Значи повеќе се ослободи. Ако во 100 грама морков велиме дека имаме слободен 14% бета-каротен, кога ќе му додадеме масло или му создадеме средина за тој да се ослободи, добиваме достапност до 90%. Ете така. Одлично, имаме за покажување, остатокот ќе го довршиме подоцна, нели, за да добиеме време. Еве ги бомбиците, прекрасен вкус. Можда за мој вкус малку поблагичко, ама па Ке се може да додадеш, се, да. Чоколад се Може да се било додаде. што е. Ете така, може да се додаде и да Трпи, се трпи. добие поголема блажина. Иначе уште еднаш ќе споделам дека прекрасно и на вкус, а и дефинитивно морковот не се не приметува.
Татјана, овде завршуваме. Така, да. Благодарам многу, верувам дека ќе им бидат корисни, интересни и ќе си ги пробаат и направат овие рецепти кои што ги споменавме. Споменавме и совети околу постењето. Доколку малку подоцна се вклучувате сето тоа на YouTube, ви е достапно на нашиот канал Утринска нателна, а ние ќе се видиме за брзо. Со нови теми и разговори. Благодарам. Благодарам и успеси.